Здрав Македонија. Се надевам дека сте ми во добро расположение, доколку не сте, тогаш останете со листа за 300. Ние сме тука за да се потрудиме барем да го подобриме истото. Како и секогаш така и денеска прво ќе започнеме со запознавање на денешните надпреварувачи, а потоа секако со оние добро познати лицитации, па на крај соочување со темата од нашата листа. Прво ќе ги повикам оние кои што со вайлдкарта успеа да се протнат за денешното издание по поразот за жал во минатото издание на листа за 300. Да ги поздравиме Раско и Стојче. Повелете. Господа, како сте? Одлично. Ајде, Марче. Многу ми е драго и денеска што повторно ќе се дружиме. Добро сте ми расположени. Да. Впрочем, така е вас секогаш е така. Не сум ве видел досега напнати, ама не би сакал. Позитивно, секогаш позитивно. Така и треба. Ја што некам работите се полесни поубави на животот кога позитивно се гледа. Да не сакате да додадете нешто? Да ги поздравиме сите. Тие исто што не познаваат, дојдовме и денеска, спремни. Да. Сите што навиват за нас. Супер. И од мене до нив голем поздрав. Вие бевте спремни минатата емисија, не дека не бевте спремни, брат. Сега на пенали изгубивте, не дека е... Сега, да. подобри честитки до противниците. Така, да. Финиси што викаат во прашање, така излезе, сега не е. Предходната емисија, кога ја спомнавме Чешка, ја заборавив да ја поздравам мојата сестра која што живее во Република Чешка, со зетот и со дечињата. Супер голем поздрав. Поздравувам премногу. Си ги видел, сега скоро си бил на гости? Идам секој година. Да, супер, одлично. И како им е таму? Супер. Преубаво. Важи за едно од поубавите земји за живење, посебно во Европа. Да, преубаво, многу убаво. Да, супер. Баш ми е мило, ја досега сум немал шанса да поседам, но се надевам во блиски дни на дека ќе отидам. Да. Да. Ќе ми даш контакт. Да се договориме. Жено најдов свестување. Има. Не, може за кога ќе отидам таму, ета, едно кафе да ме прошета некој, дима да ти каже нешто повеќе, нели? Тоа е секогаш е поубаво кога имаш некој да те прошета, да не талкаш сам. Раско и Стојче, да не ве деконцентрирам, денеска како домаќини, па домаќини, повелете во домаќинската кабина. Благодарам. А во улога на предизвикувачи денеска повторно две познати лица за мене, па верувам и за вас. На моје огромно задоволство, како предизвикувачи Ајше и Денис. Повелете. Знаем дека ќе се вратите. Денис, здраво. Здраво. Ајше, здраво. Како сте? Добро. Може полочекот понапред е така. Ева. Расположени? Супер обавен. Какво беше искуството минатиот Многу пат сега? позитивно, многу добро и сега као за втор пат е многу попушта. Знае дека ќе биде така и тоа велам со секој доаѓање се попуштам и поопуштено станува. Како и секоја работа во животот. Така. Како поминавме минатиот пат? Мислам дека втората игра Првиот пат победивме на пенали, што беше Така, доста супер. тенично, да. А втората Ами беше- исто на пенали изгубивме само со банкнотите, стари Аха. банкноти кои се користеа во Европа. Во Европа, така, Да. да, старите точно. Да, старите. Тие што ги замени еврото, така Да, е, да, сега ми се врати и мене. Да. Супер, одлично, мило ми е што повторно сте тука во нашето студио. и на нас. Ке се дружиме, ке се забавуваме, па резултатот каков е така. Сега тоа е тоа. Така е тоа. Само едно искуство што викам ја, една авантура плюс во живот. Така. Да не сакате да додадете нешто? Морам да поздравам Слободно. сопругот, знаата, внучињата, керката, зетот и внучиња. Колку внучиња имаш? 5. Сите се машки. Оу, супер. Весело ќе ви Два Два Синот, сина од мене и 3 три од сестра ми. Леле, весело, супер, одлично. Колкави се? Синот има 10, големиот малиот 3, а внуците другите 12, 8 и 4. Леле, сите генерации. Тоа е крствост. Сите генерации, баба ми покојна, неки е лесна земја, нели што велат, она така одеше на одмор со нас, ние бевме исто многу внуци. Тогаш еден период одеше со така 6-7 внуци мешани. Ние бевме па само две мачки, другите женски, ама Нека и нас деца е се све многу машки. деца. Собирам. Се машки, ако супер. Весело. Баш. Да не сакаеш и девече некој случајно. Не сме да кажем. Траума има, траума. Тренавме руки толку. Траума има. Правно, ке чекаме, така, супер. Боже. Одлично, дај Боже, ја така бе. Доста. Супер. Супер. Не ви одзема повеќе време, ќе се смееме, ќе се дружиме понатаму. Почувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнете. Ајде, Повелете ајде. во вашата Окей. кабина. Фала. Супер.
Раско и Стојче, односно Ајши и Денис се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, сите заедно ќе ги провериме истите, дали функционираат онака како што треба. Сега да продолжиме со денешното издание на Листа за 300 без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Ајши и Денис, дали се слушаме? Да. Да. Одлично, во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате, Ако нешто не сте ме разбрале, не сте ме чуле како што треба, не ја се зубил, да ме прашате обавезно. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина да провериме кабината на Раско и Стојче. Одлично. Како сте, господа? Одлично. Добро се слушаме? Одлично. Супер. Домакини, морам сега вас да прашам за дозвола, дали може да стартуваме? Може. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, кабините се во перфектна состојба, домакините дадоа зелено светло, предизвикувачите расположени за игра, па ајде да започнеме. Како и секогаш така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација, а темата за истата гласи. Зборови на 5 или 6 букви што завршуваат со буквата Р. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквата Р и кои имаат 5 или 6 букви. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и друго. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и слично. Раско и Стојче, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Ајши Денис, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека со надавање при првата лицитација први започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денес ќе припадна на Ајши и на Денис, што значи прво ќе исклучиме кабината на домакините. Ајши и Денис, кога ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 1. 21. 22. 22. 23. 23. Нека одговара. Да одговарат. Ајде, и едните и другите во исто време почнавте да се двумите дали да ги пуштите едните и другите, па ајде да видиме. Зборови што завршуваат со буквата Р, Раско и Стојче. 4-5 букви? Не, 5 или 6. А 5 или 6? Да. 5 или 6 букви, 23 празни полиња, што значи ни треба 23 точни одговори за да го освоиме поенот. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Бакар. Бакар. Така е. Бунар. Бунар. Точен одговор. Вратар. Вратар. Трети точен одговор. Ведар. Ведар. Така е. Ветар. Ветар. Точен одговор. Дрвар. Извини. Дрвар. Дрвар. Така е. Дрејар. Дрејар. Така е. Чевлар. Чевлар. Точен одговор, Чевлар. Пекар. Пекар. Пекар, пекар ти е рано што стануваат наутро. Така е. Ајвар. Ајвар. Шатор. Шатор.
Точен одговор. Месар. Месар. Мисир. Мисир. Абе, мисир е да. Така беше. Точен одговор. Масер. Масер. Точен одговор. Плакар. 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 Не знам како е. Коцкар. Плакар точен, коцкар. Тоа веќе. Тоа може кај нас да биде како титула. Резбар. Резбар. Така е. Уште 6. Паткар. 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 Човек што чува патки, но за жал го нема кај нас во македонскиот речник. Не знам зошто паткар. Навијачка група има паткари, пример. Да, паткари знам. Паткар. Значи, паткари е паткар велја. Еднина. Таа е регистрирана навијачка група. Да, нема ни, еве, барав ми шаткар случајно да нема ни паткар, ни шаткар нема во речникот кај нас. Шапкар има. Не, добро. Шаткар. Жал ми мене многу, супер бевме, не ни остану уште многу, уште 6 одговорчиња Вени уште до вако. 20 знаеме, ама Да, ги имавме тука сега кога ќе почнам да ги читам. Браво, Ги имаше многу, Шаткар. да. Автор еве ќе почнеме по азбучен ред, имаме автор, амбар, ампер, па потоа багер, банкар, бекјар, билкар, бисер, на В варвар, ваучер, вектор, ветер, владар, воајер, вратар, гарнир, глисер, голтар, говор, гусар, доктор, допир, дрвар, келнер, курир, литар и така би натаму. требало да е, Марко, би требало да е. Ќе можете слободно Не, би повторно требало да да е. проверете во вакво дека го нема во македонскиот речник. За жал, не знам, ќе видиме под кое друго име би се водело човек што чува патки, ќе провериме и заедно ако треба. Но не го менува фактот дека поиното дека е Денис. Честитки за освоениот поен. Но не се опуштете премногу, ете малце фали за нели да се направи. Мада малку да надававме. Да, малце надава. Малку беше. Да, малце беше дека кога ќе се влезе во ритмот после Да. на зборчињата. Да, после Друго е. Немојте толку брзо да се откажувате, похрабро. Тоа важи за едните и за другите, без разлика дали ја знаете добро темата или не се плашете да надавате. Честитки за поенот. Ние продолжуваме понатаму со второто надавање, втората лицитација, она која што ќе го одлучи и да кажам крајниот резултат на денешното издание на Листа за 300, односно како ќе се одвива текот на денешното издание на Листа за 300. Нема да должам повеќе, одиме на второто надавање, а темата за втората лицитација гласи: општини кои имаат помалку од 20.000 жители. Извор Државниот завод за статистика. Ги бараме сите општини во нашата држава кои според последниот попис од 2021 година имале помалку од 20.000 постојани, односно резидентни жители. Како помош, ќе ви кажеме еве дека ги има повеќе од половина, меѓу кои има и повеќе градови. Ќе бидеме ригорозни во оваа ситуација, односно, ако некое место нели населено има 19.999, ќе биде прифатен за точен, но ако е 20.001, да знаете дека нема да биде прифатен како точен одговор. Ова се со цел нели за едните и за другите да биде идентично, да немаме никакви замерки. Раско и Стојче, дали не е јасна темата? Јасно. Супер, Ајши Денис, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање по првата за втората лицитација започнуваат оние кои по првата одиграна игра се во резултатска негатива. Во таа ситуација се Раско и Стојче. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Ајши Денис, а Раско и Стојче, кога ќе имате понуда, кажете ми. 5. Започнуваме со 5, 7, 7, 9. 9, 11, 11, 13.
13, 15, 15, 16, едно повеќе 16, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 22, 22, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28. Одиме понатаму. да, 29. 29. 29. Нека одговара. Во ред. Готово. Ајде, Денис решија да ви дадат шанса повторно вие да одговарате. Сега имаме 29 празни полиња, пак не се премногу, но овој пат темата е општини кои имаат помалку од 20.000 жители. Бидете внимателни и кога ќе бидете подготвени, слободно започнете со одговарање. Ќе почнеме со нашата општина, општина Брвеница. Општина Брвеница, ја гледам одма тука на мојот список. Колку има Брвеница вака жители? 16, Сла, 15.916, така. Таман. Вика 13.600 официјално, демек да. Добро, точен одговор? Босилово. Босилово. Босилево. Ми се налјутја во една ситуација. Босилевчани. И со право. 11.500 Босилево, точен одговор? Желино. Желино. Така е. Јегуновци. 18.900 имаат Желино. Кој реков, ми извини? Јегуновци. Јегуновце. 9010. 8.900. Маврово и Ростуш. Маврово и Ростуше. Маврово и Ростуше само 5.000 жители, точен одговор. Дебарца. Дебарца. Дебарца 3.700, точен одговор. Вевчани. Вевчани. Држава Вевчани 2300. Новаци. Новаци. 2600 жители Новаци, точен одговор. Могила. Могила. Могила со 5200 жители, уште еден точен одговор. Демир Хиса. Демир Хисар. Седум 1200 жители, точен одговор, Демир Хисар. Другово. Чекај се. Другово. Да. Раској Стојче. Другово не постои. Како општина. Да се платите збором да не брзо. Порано, зашто стварно брза. Да се платите ти збором. Кој друго? Другово може би порано беше општина, но нели после со сите оние измени се прецрта општинските граници, некои општини нови се појавија, некои изгасна и повеќе не се смета Другово како општина, не е повеќе општина. Раској Стојче. Супер бевте, но ете, брзањето стана малце не донесе во незгодна ситуација. Мене ми е секогаш мило кога сте тука, уште помило ќе ми беше да ви испратев и со некоја парична награда, секогаш ми е така пубаво, но па вака сега ќе ме поканам уште еднаш да дојдете и наредниот пат сите пари да ми ги земете. Може така? Може. Останете ми во добро здравје, без нервози, во следна прилика, че се малце само. Ајде Денис, честитки. На среќа. На среќа, веќе ајде си призна. Ова беше на среќа. Гледај, уште еднаш ќе повторам како многу пати до сега, листа за 300 е квиз на знаење, надмудрување и среќа. Тоа е тоа. Кој како ќе се поводи. Денеска среќата кај вас, утре кај нив и така натаму, тоа е тоа. Ќе се дружиме тука на главната сцена. Честитки. Не ми останува ништо друго освен тоа. Да ме поканам тука.
А еве сега ќе ги прочитаме дел од оние општини кои што имаат помалку од 20.000 жители. Тука ги имаме Берово, Богданци, Виница, Дебар, Делчево, Демиркапија, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Македонска Каменица. Морам да го споменам еве Зрновци. Таа е најмала општина со само 2086 жители. Македонски Брод, голем поздрав до Македонски Брод, Неготино, Пробишти, Пересен, Свети Николе, Старо Нагоричане, Центар Жупа, Чашка и така натаму. А сега ги повикувам Ајша и Денис да ми се придружат тука на главната сцена да ги сочиме со темата од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме, драги гледачи, сите заедно. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Ајша и Денис ми се придружија тука на главната сцена и за кратко ќе ги сочиме и со темата која што ми е веќе тука подготвена. Но знаете и самите, драги гледачи, пред да продолжиме до тој дел, треба да се потсетиме како стојат работите со нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори доколку сакаме да освоиме она максимална парична награда. За 3 точни одговори им следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминуваат од тука со парична награда од 300 евра. Денис, сега ми спомнавте минатиот пат дека заминавте тука со една парична награда. 150 евра. 150 евра, значи дојдовме до половината. Целиме нагоре. Или денеска во најмала рака за загревање барем до 150. Па ако тргне работите до 300 да одиме. Ќе биде темата како што треба. Која тема вас би ви одговарала најмногу вака? Веќе имам темата, не може никако да влијаете. Филм си. Филм, да знаеме за понатаму некој што да не ви дадеме. Се зезам. Не сме од тие таквите, баш напротив, и филм е широка тема за одговарање, има и многу жанрови, ова па никогаш нели не знаеш што ќе ти се падне. Сега има многу интересна тема, поврзана нели со патување да кажам. Ајде. Не со патување, со географија. Ајде. Најреално така би било. Како стоиме со географијата? Добро. Добре, одлично, ќе ти треба за сега. Школски, па добре да, толку бараме. И мојата е толку, да не се лажем. Мојата може би предшколска возраст. Географија така. Ама да не сум ја сега центар на муабетот во оваа ситуација. Дали сте подготвени? Да. Да. Слушајте добри вие, драги гледачи. Денешната тема на која што го тестираме нашето знаење гласи: држави и главни градови на 4 букви од целиот свет. Извор: сајтот на Обединети нации. Бараме држави од цел свет, членки на Обединетите нации, чие име во нашата транскрипција има точно 4 букви, како и главни градови на признати држави, чие име во нашата транскрипција има точно 4 букви. Можам да ви кажам дека на оваа листа се 12 држави и 19 града кои што се на 4 букви. Главни градови. Главни градови, да, но не заборај дека и држави може да играат. Да ги кажем и државите, а можеме и градовите. Не, бага, засебно. Држави на 4 букви, градови на 4 букви. Главни градови на 4 букви, да не ве збуни. Како сакате да играте, не мора да ми ги кажувате. Може не измениш. Да, може да измениш. Не ме интересираат на која држава се главни градови. Добро, може? Може, слободно. Ајде. Осло, главниот град на Норвешка и воедно прв точен одговор за вас, и знаете тоа. Чиле, држава во Јужна Америка, ќе му дадете така, не е цена, Јужна. Да, знам дека Јужна се дадете. Ако се обрукам, тоа е тоа. Точен одговор? Перу, уште една држава на 4 букви. И со Перу стигнуваме до оние 50 евра точен одговор. Честитки за вас. Што правиме за понатаму? Ома, држава. Ома, Берн, Швейцарија. Ја чувам помошта за после, ќе ви текни сами сега. Го оставам намерно да. Тоа не знам дали е главен град, само да не. Па повеќе би рекол дека држава. Тоа е држава. А во ствари и град. Да. Двете може да ги играм. Види сега. Што правиме во ваква ситуација? Сега многу ме интересира. Дали ќе ги играме како Држава. два засебни одговори или како еден? Кажи си слободно. Ајде. Што играме? Берн. Берн? Берн. Добро, Берн, Швајцарија.
Така е. Оман како држава. Оман како држава. Така е, точен одговор. И Того. И Того. Пага се, јас сериозен сум, имаме Того и држава, а и главен град на Ломе е Того. Точен одговор. Како и да сорти за 100 евра. Благодарам. Кажи, не ѓави Марче, чим на 2 пати ти е пишан, кажи точен одговор и тоа е тоа. Лима. Кина. Ајде, може. Супер, додека и вие си ги баравте тука одговорите, јас се видов какви киксови си натрупав тука. Мислам, окей. Да, не требаше можеби да ви кажам, споделив еден точен одговор, за среќа вие не обрнавте доволно внимание. Одиме со следните. Каже, да. И јас си направив кикс. Они не го видоа. Не ве слушнавме. Добре, да си извадам пред гледачите кои што сигурно ќе слушнат. Така, повели. Велс. Велс. Чекайте само малце. Вака. За да не Велс е дел од Обединетото кралство, да. Окей. Да не, нели? Да не ви зимам Добро. поенот за како грешен одговор. Ајде, одиме од почеток. Добро. Кина. Кина. Станува збор за држава за вие кои што не знаете. Лима. 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 Лима, главниот град на Перу. Да. Така е. И уште еден. Без брзање, внимавајте. Имаме време. Осто, Чили, Перу, Ома, Того, Кина, Лима. Се работи за 150 евра. Ајде, сконцентрирано. Вие нашите гради. Главни градови бараме и можем веднаш да ти кажам дека нема. Рига. 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 Рига на Латвија, главниот град, само момент, не знам зашто, добро, морам да проверам сепак, нели са? Точно така, Рига, Латвија, за 150 евра, точен одговор. Абе, како толку? Нели до 200 или сега да стоиме на 150. Ајде видете, размислете, ако ви текна два, имате еден гратис од мене. Не сум ви помогнал ништо. Рига. Кажуваме градови си ми, од државите. Оттава. Не, ОТА. А не петка. држава. Држава Стрбо. Ви од Канада, некој Не. Америка. Видете од државите дали текна уште некоја од Јужна Америка таму на 4 букви. А ги имате Бали. Бали. не Бали, Не Бали, не. не, Бали. да, вака ќе ти помогнам. На овој начин со ова ќе добиете два одговори, ќе треба за еден да размислувате. Актуелни во моменталната ситуација една држава. Ирак. Ирак, Иран. Иран. Ирак. Ирак, Иран и И уште едно. Ирак, Иран и уште една. Леле, како не ни текна за Ирак и за Иран? добро, Ирак, Иран. ајде уште едно друго нека ви но- текне. Брзо. Мислам не мора брзо. Размислувајте. Ирак, Иран. Аман, не, Оман, Оман. Ирак, Иран, Перу. Се блокираше мозокот, да? Да, Ирак, Иран. Нема знам како. Ирак, Иран, ало. Тоа се случува. Чеки други ќе ти прочитам, не е дека. Сеул. Сеул. Да. Сеул, Јужна Кореја. Сеул, Јужна Кореја. Значи одиме. Ирак, Иран и Сеул. Ирак, ајде ќе одиме со ред. Ирак, ќе одиме таму каде што нели нема воен конфликт, барем онака голем официјален, точен одговор. Иран. Иран. За жал, во овој период позната нели поднеубави Да, настани да. кои што се случуваат таму, мислењата за сето тоа поделени, но ние не сме тука да дадеме никакви ставови, затоа што воопшто не ни интересира политика тука. И Сеул, Јужна Кореја за 200 евра.
Можам веднаш да кажам дека е точен одговорот. Благодарам. Честитки, Денис. Честитки. Ние сме скромни. Вие сте скромни, а да не заборавиме. Сега ќе ти ги прочитаме вака, ги имаме од државите Чиле, Куба, Гана, Того, Мали, Лаос, Кина, Оман, Фиджи, Ирак, Иран и Перу. Главни градови ги имаме Аман на Јордан, Акра, Гана, Баку, Азербејџан, Берн, Швајцарија, Дака, Бангладеш, Доха, Катар, Дил, Источен Тимор, знам. Чекај, Кито, Еквадор, Киев, Украина, Лима, Перу, знам. Ломе, Того, Мале, Малдиви, Осло, кажаме, Рига, Латвија, Роза, Доминика, Сана, Јемен, Сеул, Јужна Кореја, Сува, Фиджи и Џуба, Јужен Судан. Да, знам, ама ги имаше дели 4-5 одговори кои што знам дека ги Супер бевте. Одлични. Супер си поминавме на моје огромно задоволство. Ќе се дружиме во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, драги гледачи, ќе ве поздравам, ќе ви посакам да имате прекрасен остаток од денот и секако да останете со програмата на телевизија Сител, очекувајќи го следното издание на нашиот квиз. До тогаш не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.